Новата училишна година почна денеска, но не за сите. Родителите ги донесоа некои од првачињата на приредбите по повод тргнувањето во училиште, но ретко кој од учениците од 2 до 9 одделение седна денеска во клупа. Просветните работници организираа предупредувачки штрајк. Наставниците седеа во кабинетите, но не држеа настава. И оние ретките ученици кои се појавија во училиште ги пречекаа наставниците кои не се членови на СОНК. Штрајкувачите се жалат дека имале бројни притисоци денеска редовно да си ги извршуваат обврските. Од СОНК се задоволни од тоа како се одвива штрајкот. Имале поддршка и од многу колеги кои не биле членови на синдикатот. Морам да препорачам дека доколку платата се зголеми повеќе од сега што е, минималната плата на неја се однесува, тогаш апсолутно ние ќе продолжиме со подигнување на нашиот процент за усогласување врз основа на минималната плата. Не од тоа што ние сакаме така, него тоа законот така го третира и ние се придржуваме по закон. За таа цел бараме и социјалниот партнер, владата, да го испочитува законот, да не доеме во незгодна ситуација, да мораме по правен пат да си ги бараме нашите права. Родителите велат дека до последен момент не можеле да одлучат дали да ги пратат децата во училиште. Биле збунети поради Министерството за образование, кое најави дека школската година ќе почне редовно денеска, и најавите на СОНК за предупредувачки штрајк. Формациите малку не збунија, меѓутоа децата имаме првачи и 6 одделение, секако ги донесовме, наставниците убаво ги прифатија, значи самогласени. Се надевам дека се ќе се реши и двете страни ќе бидат задоволени. Дали го поддржувате штрајкот на наставниците? Се оградувам од одговор. Има предупредувачки штрајк, рекоа дека наставниците нема да ги примаат децата. Не мислев на тоа. Треба ли наставниците да имаат повисоки плати? Не знам какви се плати сега. Неорганизираност имаше во онаквото, не знаеа дали ќе учат, дали не учат. Родителите си зема слободни денови, а вамо не знаеш што ќе прават и така, тоа беше целата работа. Треба да имат повисоки, штрајкот го оправдувам како штрајк, само организираноста беше на нула. Значи никој не знае кој ќе оди на онаквото ким приме на превачињата приемот, ќе го содржи или нема да има прием. Министерот Адеми не знаеше да каже во колку училишта денеска се штрајкува, но рече дека во голем дел од нив школската година почнала нормално. Според него немало причина за штрајк во година кога платите растеле и покрај тоа што зголемувањето е 5, а синдикатот бара покачување од 25%. Секако дека е наша обврска да ги повикуваме сите да бидат дел од првиот училишен ден. За дополнително, знаете дека карактерот на штрајкот денешен е предупредувачки, што значи дека наставниците и од СОНК биле повикувани да бидат во училиштата, така што и учениците треба да бидат во училиштата. СОНК се закани дека ако не се договорат со Министерството за зголемувањето на платите до крајот на септември, повторно ќе протестираат. Во моментов наставниците во основните училишта имаат плата од 21.660 денари, а оние во средните училишта 22.500 денари.